секоја поединечна управна постапка, во секоја поединечна управна постапка барателот има право на правен лек. Значи мора да се водат колку барања има толку управни постапки. Не може сите да се соберат по една и да се води секојашна комисија дека даде став. Став може да даде, толкување може да даде само собранието. Автентично толкување доколку постои определена недоумица во примената на законот, затоа што собранието го носи законот и само тоа како такво има право на автентично толкување, тоа е согласно уставот и договорникот на собранието. Но што е многу битно, доколку поднесете барање за автентично толкување, дали преку пратеник или група на граѓани, во тој случај собранието се обраќа до комисијата како надлежен орган за да даде став во врска со тоа прашање. Значи, исклучиво преку толкување преку автентично толкување може да дојдете до толкување на определена ситуација при примена на Законот за слободен пристап. Они верувам дека го користат тоа дека станува збор за тајната јавна набавка, поради бизнес интереси да не се откриваат детали во однос на набавка. Но тоа не е точно затоа што јас веќе кога ќе ја купам, јас мора да дадам отчет зашто сум потрошил пари. Јас не смеам да ги дадам документите од тендерот, за да не се види на кој начин каква презентација и какви услови нудат компании. Но веќе кога се трошат парите, отчетот оди во влада, затоа што влада им го утврдува бюджетот, а собранието го гласа, значи оди до влада и до собрание, но мора да оди и до граѓани.